Доктор Тодоровска, се одбележува неделата на имунизација. Како во градот таа ќе биде одбележана? Значи глобалната, светската недела на имунизација. Оваа година неделата на имунизација се одбележува под логото "Вакцините делуваат за секоја генерација". Затоа нашите активности ќе бидат насочени кон децата на предучилишна возраст, но и кон децата на училишна возраст. Кај нас постојат две служби, секоја ќе си ги спроведува своите активности, со тоа што службата за предучилишни деца ќе реализира посети на подрачјето на град Велес на социјално загрозени семејства. Целта ќе ни биде пронаоѓање на фантом деца кои досега не биле регистрирани во нашиот систем, деца доселени од другиот град исто така непријавени и дечиња од семејства кои не ги носат кај нас, значи ние ги знаеме кои тие се семејства и секоја година ги посетуваме во нивните домови. Додека школската служба ќе реализира теренски посети по селата на подрачјето на трите општини Велес, Градско и Чашка. Исто така ќе бидат опфатени деца кои претходно не се одзвали на поканите за вакцинација. Со оглед на тоа што добиваме секогаш податоци во кои што ни кажувате дека Велес, општина Велес со соседните општини, вообичаено котира на високите места кога е на ранг листата во Македонија, кога е во прашање имунизацијата. Се одржува сето тоа се уште? Генерално на ниво на Македонија да, покажавме во 2025 година добри резултати и опфат, посебно школската служба со сите вакцини над 90%, некои дури над 95%, со тоа што кај нив лани првпат се работеше ХПВ вакцинација и на машки деца, исто покажаа одличен одзив и одлични резултати. Додека за предшколска возраст, за жал, мораме да констатираме дека лани процентите ни опаднаа. Иако се уште добро се држиме на ниво на држава, не сме задоволни од резултатите, бидејќи за основните вакцини, магарешка кашлица, морбили, заушки, процентите се паднати со 10% во споредба со претходните години. На што се должи тоа, докторке? Од што всушност се уплаши, ајде да кажем, или стравуваат родителите? Зашто станува конкретно збор сега? Не мислам дека се оплашија, повеќе мислам дека се опуштија, бидејќи ние тој феномен го имавме приметено и после епидемијата со морбили. Претходно имавме епидемија со магарешка кашлица. Со секоја епидемија која настанува во државата се мобилизираат сите сили на здравствениот систем, се спроведува поинтензивна вакцинација, самите родители се позаинтересирани, идат, ги носат децата, вакцинираме и постигнуваме одлични резултати. Откако ќе помине епидемијата, се опуштаат родителите, послободни се, нешто од секојдневни обврски, од брзиот начин на живот, некои едноставно забораваат, не идат, затоа сме ние тука за да ги подсетуваме, да ги посетуваме. Така да мислам дека не е толку зголемено антивакциналното движење или нема некој отпор, туку родителите се малце поопуштени и затоа не идат. И на крајот, само да завршиме, дали е голем бројот на деца што треба сега да ги посетите? И семејства се разбира. Значи, како број на семејства не се многу, тоа се 10 семејства, ама они имаат повеќе деца од најмала доенечка возраст до школска возраст, со тоа што најчесто ние на терен наоѓаме и многу нови деца кои не били евидентирани, затоа не можам точно да зборувам за кој број на деца се работи. Значи, тие 10 семејства во територијата на град Велес би биле сигурно над 30-40 деца. Ви благодарам. Ја ви благодарам за вниманието.